размислувања, предлози за програмата, па и критики, нели, ако ги имате да ги упатите кон нас, се со цел да може да се спреми што е можно подобра програма. И сега пред да оставиме простор за дискусија, поише би сакала интерактивно да поразговараме, ама неколку збора околу актуелната, нели, и економска и политичка состојба во државата. Ги живееме најтешките години во борба постојана за гол опстанок со најлош животен стандард, не само во однос на земјите од регионот, бидејќи сите тие имаат подобар животен стандард од нас, но најлош животен стандард и во однос на животниот стандард што сме го имале во претходните години. И за жал оваа генерација е генерација која што е сведок на најголемите коруптивни скандали кои што се случуваат. Нема ден да не помине, а да нема некое ново разочарување кое што владата го приредува на граѓаните. Не можам денес да не премолчам што се случи во собранието, демократски дом, каде што треба да владее демократија. Ние денес бевме сведоци на тоа дека власта донесе закони со кои што поистоветуваше, внимавајте, поистоветуваше легализирани објекти и нелегализирани објекти. Власта во исто време ги погази и законот за градење и законот за урбанистичко планирање, закони кои што веќе функционираат во државата. Власта во исто време донесе денес одлука да работните сати наместо 40 во текот на неделата станат 60. Значи, внимавајте, социјалдемократска влада која што постојано зборува дека е на страна на граѓаните, денес донесе одлука работните сати да се зголемат од 40 на 60. И најтажно е тоа што постојано сме сведоци дека сето тоа го прават заради корупција и криминал. Ако сакаат да донесат вакви закони со кои што ги погазуваат законите кои што веќе биле, значи во согласно со европските закони и норми, тогаш зошто тоа не го направија претходно? Го носат денес, откако повторно произлезено од овие закони, зашто подоцна ги носат, плаќаме казнени пенали од 53 милиони евра за коридор 8, 15 милиони евра секоја година, внимавајте, секоја година по 15 милиони евра, заради тоа што повторно тој закон не го донесоа така како што го договарале на време по нивните дефиниции за време. И да не заборавиме, значи ова е само последни коруптивни сделки, затоа што не можам да кажам ништо друго освен дека овие пари ќе се користат за корупција, криминал и финансирање на кампањата за следните избори. Пред извесен период, нешто повеќе од 2 месеци, да не заборавиме, владата ја повлече еврообврзницата повторно заради одлуки кои што беа избрзани и таа одлука што ја направија не чинеше нас како граѓани плюс 18 милиони евра. Значи до сега ви спомнав 3 цифри кои што даваат 86 милиони евра казнени пенали. Внимавајте, казнени пенали кои што ќе ги платат граѓаните. Е сега како ќе ги обезбедат парите? Повторно, значи, во ден секоја одлука што ја носат е на грбот на граѓаните. Донесе одлука за издавање на граѓанска обврзница. Граѓанска обврзница која што подразбира дека парите од оние граѓани, сега граѓани кои што имаат и штедат, а такви се многу малку, но ги има, ќе им дадат повисока камата отколку каматата што ја добиваат на депозитите во банки и така ќе си ги обезбедат парите за да го финансират овој криминал. Ама ваквата нивна одлука пак ќе направи сега зголемување на каматните стапки на сите кредити кои што ги користи населението, а кој ги користи во суштина тоа население што нема.